Кочани учи да живее со болката и останува да чека правда. Речиси 10 месеци по пожарот во Пулс и понатаму граѓаните очекуваат правда, подршка и солидарност. Кочанчани велат, желбата за неселективна правда е толку голема што прави да се надеваат дека еден ден ќе ја дочекаат. Треба да бидат задоволни тие кои се највеќе погодени од ова, а по нивните размислувања и нивните констатации мислам дека не се задоволни. Ако не се задоволни тие, не знам зашто би били задоволни ние останатите. Очекувате на крајот сепак правда? Па, тоа е малку потешко прашање, не знам. Релативна работа? Релативна работа, да. Може би ќе искоче правда да има на крајот на целата ова работа. Голема трагедија за сите, и за градот, за цела генерација. Јас се очекувам дека ќе биде добро. Ќе има правда на крајот. Вистинските виновници се за грешетки или? Не сите. Не се сите. Има уште. Значи доправо треба да се разгледа обвинение? Да. Има многу работи што треба да се разјаснат за тие работи. Судењето за трагедијата почна на 19 ноември е на самиот почеток. И од граѓанската иницијатива Сапорт Кочани констатираат дека за толку голема загуба правда е неизбежно да има. Јас се надевам, исто како човек од Кочани, дека ќе има за очекување, не знам, надевам се стварно дека има, пошто нема друг начин како да се дојде до одговорност и до правдина, освен значи стварно да се заврши процесот како што треба. Знаеме каков надзор има целиот случај, колку се пратат работите, така да надевам се дека одговорно и праведно ќе се истера работата до крај. Меѓутоа, во текот на судскиот процес за трагедијата, двајцата осомничени инспектори од УЈП, Драган Паунов и Дуле Димитриев, барале да им се укине правичната мерка домашен притвор, која им ја одреди Кочанскиот суд, кој пак деновиве одлучил по нивното барање дека сепак треба да се бранат со мерки на предпазливост. Одлуката се уште не е правосилна, бидејќи има жалбена постапка пред повисокиот суд, а осомничените и понатаму се наоѓаат во куќен притвор, бидејќи обвинителството се жалело на одлуката на правостепениот Кочански суд, па се чека деновиве штипска апелација да пресече. Инаку, двајцата инспектори се осомничени дека земале подкуп и му дојавувале на синот на газдата на Пулс, кога ќе има ненајавени контроли во диското. Паунов е брат на председателката на Скопскиот кривичен суд, каде во моментов се одвива судењето за трагедијата, во која загинаа 63 млади луѓе, а повеќе од 200 беа повредени.